ке кажам добро утро на мојата колешка која со боите денеска сме си погодени. Ама намерно договорено е тоа Договорено, така. Телепатски. Добро утро, Искра. Добро утро, Собранка. Супер, многу убаво ми изгледаш, свежо утрински и добро утро се разбира до нашата прва гостинка. Ви посакувам убав разговор, Наташа Сарджевска, писателка. А драго ми е што сте ова утро со нас. Живот без сведоци. Нема живот без сведоци или има живот без сведоци? Не сме да има. Не сме да има. Повелете. Да, ти благодарам, Слободанка. Инако, да, ова утро Наташа овде во улога на писателка, но, освен тоа е поетеса, полиглот, антрополог и литературен преведувач. И убава дама. Да. Може би уште нешто друго од ова што го дама, набрав. навистина е комплимент искрен од срце. Благодарам. Наташа, последен пат овде кога беше, го промовиравме твојот прв роман. Сосема логично и културно и редно е сега да го промовираме и вториот. Си имав повеќе варијанти како да го започнеме овој разговор, меѓутоа малку ти ме пресече кога ми рече, и со тоа ќе започнам, кога ми рече многу тежок роман. Зошто, во која смисла и колку тежок? Трамонтана, првиот роман, беше повеќе една рефлексија за внатрешен живот на две различни жени, повеќе контемплативен, интроспекцијски роман. И действото се случуваше во Париз, да кажеме, многу подалеку од нашата реалност. Овој роман, Живот без сведоци, се случува во едно замислено посттранзицијско општество, кое што би можело да биде македонското, и говори за личности пред кои што сите ние веднеме глава, вртиме погледот или замижуваме, бидејќи говорат за таа опачина, за таа друга темна страна на општеството, која што сите ние некако сакаме да ја ставиме под тона чергичка што велиме. Но сметам дека токму таму кога малку ќе загребеме на површината, може да излезат некои појави кои што и покрај тоа што се девијантни, дефинирани како одстапка од нормата, од културната, вредносната норма, сепак може да ни покажа дека таков тип на луѓе, таков вид на отпадници од системот, можеме поинаку да ги перцепираме, можеме да им дадеме шанса да се променат, да се преобразат. И во таа смисла едниот од двата главни лика поминува низ еден процес на себе запознавање, на преобразба, на доживува промена и се спасува. Доколку зборуваме жанровски, романот е сепак психолошки, екзистенцијалистички роман. Многу големи имиња, многу е тешко да се биде писател после толку големи имиња како Маргарет Јурсенар, Маргарет Дюрас или Сартар. Но еве именно Сартар исто така има пишувано за овие теми, особено во делото Зад затворени врати, каде што 4 паднати души, да кажеме, се соочуваат сами со себе во една затворена просторија, во исчекување на пеколот. Тие мислат дека пеколот е некое страшно место што ќе настапи, но во суштина пеколот за нив е соочувањето со нивната душа, со нивните гревови, со нивните трауми. И мислам дека секој од нас треба да има храброст да се погледне себе си. Токму тоа ми беше втората варијанта. Јас да си завршам. Почнав со она со кое што ти сакаше да започнеме, но јас да си ги докажам моите варијанти. Тоа беше токму наслов од интервју, односно нешто што ти го кажа, а дека задача на еден писател е да го соочи светот со она со кое што светот не сака да се соочи. Токму тоа е тоа за кое што зборуваш. Да, затоа што многу голем притисок се врши, особено и во македонското општество, што не е случај со други по-развиени современи западни општества. Секогаш се очекува од писателот, од интелектуалецот да го смени општеството, да се ангажира, да учествува. Јас не мислам дека таа толку голема задача и одговорност му припаѓа на интелектуалецот и на писателот. Има други чинители, социјални актери во општеството што треба да го сменат општеството. Правници, економисти, политичари, кои што имаат таа моќ да ги сменат структурите. Но сметам дека задачата на еден писател уметник е да покрене прашања, да крене прашања, да актуализира прашања, кои што сите ние ги избегнуваме и чии што одговори сите ние ги избегнуваме. И отаму сметам дека храброста што има и што треба да има еден писател е токму таа, да посочи
прст кон работи пред кои што сите ние замежуваме. Да видиш, обично сме мислеле дека и литературата и уметноста на некој начин се своевидно бегство од реалноста, но овој пат, еве да речеме, твојата мисија е напротив да ни ја плеснеш реалноста во лице. Колку сака светот да се соочи со она со кој што не сака? Да. Кои се реакциите сега? Убаво велите, затоа што многу често и во многу различни историски епохи се верувало дека уметноста треба да биде извор на разонода, бегство од реалноста, но јас ги одбивам тие дефиниции на лар-пур-лартизам. Не мислам дека треба да се создава уметност или книжевност по секоја цена. Исто верувам како Пикасо, кој има речено дека во оној момент кога ќе почнам да се повторувам себе си, не сакам веќе да создавам. Мислам дека најголемите дела во книжевноста и во уметноста општо се оние дела кои што говореле за тие темни страни, за тие тешки прашања и таа реалност што ние сите сакаме да избегнеме, и затоа останале можеби класици. Итало Калвино вели дека најдобрите книжевни дела се оние што никогаш не завршуваат. Можеби токму тоа е повикот на писателот, да говори за реалности кои што не се дефинирани. Неодамна професорот Ферит Мухич на неговата промоција рече она што го дефинираме, го негираме на некој начин. И затоа ние како писатели, јас сум и меѓу другото антрополог, сакаме да веруваме дека се е отворено кога станува збор за човечкото суштество и се е можно, има надеж, се е можно да се промени, ништо не е врежано во мермер на никој начин. Наташа, промоцијата беше сега неодамна на 14-ти. Ние на гледачите не им споменавме на почетокот, но еве сега да им кажеме дека ќе доделиме еден роман, една книга која што ќе може веќе од утре да се ја подигнат во книжарницата 3 во Истгейт. Во Истгейт. Да. Така што ќе вклучиме еден гледач. Ова што ме интересира, што да се навратиме ова, бидејќи во твоето творештво сето она што си наоѓа свое место. Еве да речеме таа твоја страна што си антрополог, си вршела сериозно истражување за ликовите. Како? Разговарав со професори по кривично право, особено со социолози, антрополози, психолошка литература консултирав. Ме интересираше поривот кај човекот да се впушти во тие се уште за насекаде девијантни феномени поврзани со најстарата професија на светот, но и со така наречените игри на среќа, кои што во нашиот јазик не знам зашто се викаат игри на среќа, во други јазици се во суштина се именуваат како игри на несреќа, игри на хазард, кој што не е само хазардот, не е нешто непредвидено, туку е нешто во кое што одиш знаејќи дека ќе изгубиш. Тоа е животот на некој начин си го ризикуваш. И тие се две парадигми во суштина на тие две рамништа, и кај едниот лик кој што практикува, нели, го практикува оној темен занет на ноќта, и кај другиот лик кој што практикува такви игри на хазард, сакав да покажам на едно повисоко рамниште дека сите ние живееме во едно екстремно сурово конзумеристичко, потрошувачко, отуѓено општество, и дека сите ние, за жал, сме многу често доведени во позиција на ризик, да бидеме своевидни гамблерс, коцкари, да правиме големи влогови во животот без да знаеме дали нешто ќе ни биде возвратено. Зарем не е своевидна коцка тоа што младите си заминуваат масовно од Македонија и одат во некакви непредвидени состојби, земји, тие екстремни миграции, да, и тоа е своевидно. Зарем не е таа, да кажам, меркантилизација на човечкото тело, тоа што жената треба постојано сега се помасовно да прави филери, ботокс, во една многу осиромашена реалност, каде што имаме луѓе што навистина не можат да преживеат, да си купат храна. И ако немаш финанси за тоа, уште служиш за подсмев, така? Да, и тоа е многу поразително, дури девојчиња кои што имаат 14 години тоа почнуваат да го прават. Ми спомнам од Кожен доктор дека мајки ги носат своите ќерки
потпишувајќи изјава согласност дека ете ќерките од 14 години можат да оправдат. Јас се сеќавам кога јас бев во основна школа, требаше да имаме убави, да не ги спомнувам марките, но требаше да имаме убави патики, фармерки, тие блузони беа модерни. Да, знам кои патики да, ти биле, да. И тоа ако го немаше, тогаш беше чудно ди. Сега е Ама тоа е обратно. нешто што се купува еднаш годишно, едни патики, едни фармерки, што сепак горе-долу може секој да си ги приушти. Да, а сега овие тенденции на не такво експериментирање со женското тело, мислам дека го уназадува на некој начин човештвото. Што значи, ако можем вака некоја, имаме гледач, само ќе го замолам да почека на линија, нешто што препознавам и во претходниот твој роман, тоа е каква и да имаат судбина твоите ликови, што им се случило, ти не ги обвинуваш нив. Сепак прстот го вперуваш во општеството, што значи повторно даваш една критика на нашето општество. Само на нашето или воопшто? Ова е многу точна обсервација. Овој пат во овој роман давам критика на нашето посттранзицијско општество, кој што не успело да имплементира еден систем на вредности, на заслуги, и кој што произведува вакви отпадници, одметници, паднати луѓе од системот, кои што можеби немаат друг избор и кои што функционираат по таа линија на помал отпор. За жал, многу луѓе функционираат по таа линија на помал отпор и тоа не е нешто за кое што, како што видите, треба да ги осудиме. Не секој има таа сила и моќ да се одважи и усмели да живее автентично. Верувам како и социолог и антрополог дека трите главни столба на едно функционално општество се здравството, образованието и многу добри транспарентни форми на комуникација со граѓаните, со структурите. И кога тие три столба се подријани, многу е тешко да очекувате дека некаде и во најдолните дамари на општеството може општеството да функционира. Овие ликови се таа опачина што ние не сакаме да ја гледаме. Секогаш ни се прикажува општеството преку еден филтер, преку една слика така навидом совршена, но не е така совршено за жал. Добро утро за нашиот гледач или гледачка, односно читател или читателка, така? Добро утро. Стена Ибаво. Стварно знаете да одберете личности писатели што имаат таква можност и способност да стварно напишат нешто реално од животот. Ние таа реалност не ја гледаме, мислам, ја гледаме, но не сакаме да ја видиме. А вака кој ќе биде напишена и од психичка гледна точка ја сваќаме суштината во кое општество живееме и во какви услови ние ја градиме нашата младина. Па после ќе се чудиме зашто младите одат во странство, зашто не се случуваат вакви случки, да не изборам се знае какви случки, дрогата и другите некои работи што се случуваат. Мислам дека совршено е овој роман напишан и многу реален, со голем успех ќе го читам кога ќе го земам. Значи ве привлече содржината, така? Да, многу, многу. Дали ги оставивте вашите податоци во режија? Одлично, веќе од утре, значи можете уште од денес си подигнете книгата, но доколку сакате да биде подпишана од Наташа, тогаш утре поминете да ја земете. Може така? Добро ви благодарам. Да, нека се представи, каже како. Јас ви благодарам пријатно и ќе ве замолам, откако ќе ја прочитате, повторно некој ден да ни се јавите и да ги кажете вашите впечатоци, своевидна критика. Да дадеме критика можда и позитивна и негативна, така? Читателите се најдоброто огледало на книгите. Да. Наташа, сакав да прашам, оно што исто го паметам за минатиот роман, дека имаше не проблем, туку дека насловот не беше од прва одбран. Дали сега овој пат од прва беше или повторно имаше? Да, Трамонтана беше конечниот наслов што заедно со мојот издавач, издавачки центар 3 го изгласавме, имаше неколку наслови. Сега имаше избори за наслов. Овој пат не, знаев од прва дека романот треба да се вика Живот без сведоци. Тие два главни лика живеат живот без сведоци. И тоа не се само тангибилни физички сведоци, сведоците на нашиот живот и нашите дела, нашите избори. Добрината е сведок на нашиот живот. Убавината што оставаме зад нас, вистината што ја говориме, и тоа се сведоци, нашите деца што ги создаваме, нашите дела, значи не се тие само физички сведоци и на крај и печатот што го оставаме на некој тоа што го врежуваме околу нас како чувство, како импресија, како трага што оставаме зад нас, и затоа на крајот од романот едниот лик во суштина
одбира живот со сведоци. Живот со пријатели, со добрина, со доблест, со светлина, со промена, со надеж. Додека пред тој живот живеела, таа живеела живот без сведоци. А кога некој живее живот без сведоци, тоа и не е живот, тоа е еден вид сушто административно и биолошко постоење. И затоа знаев од почетокот дека треба така да се вика романот. Имав во ум какво ќе биде сюжето, каква приказна сакам да раскажам, но бидејќи самиот процес на пишување неизвесен и како што вели Хелен Сиксу, тоа е контакт меѓу слепило и светлина. Кога почувате да пишувате, одите во непознатото и во еден момент се случува тој блесок, тоа осветлување, озарување на некој начин и така доаѓате до некаква завршница, до некаков крај со кој што сакате да дадете порака. Порака за добрина, за убавина, па и за надеж. Не сакав убаво да го завршам овој роман. Наташа, твојата поезија е преведена на 15 или повеќе од 15? Да, рече си 20 јазици. Повеќе од 15, убаво. Значи, дали е во план преводот и на овој роман? Да подсетиме дека преведуваш на италијански и на француски. Да, и шпански, и португалски, и англиски. Тоа се јазици кои што сум ги на сите освен на кинески преведуваш, така може да кажеме со еден збор. Дали ти е во план тоа следниот чекор? Со мојата поезија е многу полесно самата да се преведувам, бидејќи тоа не бара многу време, не е многу напорно. Процес на уживање и на рекреација. Рекреација во смисла повторна креација, повторно творештво на поетското дело. Да, има многу авторско во преводот. И авторско, да. И имав таа среќа, не само на тие 7 јазици што ги говорам да си се само преведам, туку и да бидам преведени на други јазици и тоа е сепак процес кој што не чини многу пари, некој може да ми преведе песни од љубов, од почит. Но со роман ми се чини сепак потешко, бидејќи е долг процесот, бара многу работа, а сепак прво нешто што треба да направиме, да се откажам од други активности со кои што се занимавам за да можам да се посветам на преводот на мојот роман. Но се надевам дека овој Трамонтана беше поголемо, овој мислам ќе почнам да го преведувам најверојатно на англиски, полесно е, за да дојде до поголем број на читатели, се надевам. За самиот крај само накој што те прашам, кому му е посветена оваа книга? Вани ди Алесио? Да, Вани Далесио. Вани Далесио. Тој е пријател, половина Хрват, половина италијанец, кај кој што бев на гости ова лето во Неапол, во Наполи, во нивниот дом покрај Тиренското море. И таму го создаваше, не, таму го завршува. финишираше. Проблемот беше што јас овој роман го почнав во 2021 година. И потоа ми се случија некои непријатни, лични, сентиментални состојби, што ме оневозможија да го пишувам и да го завршам. И романот некако остана затворен во папка, во мојот компјутер, некои 80 страници испишани, но далеку од крајот и од финалната верзија. И издавачки центар, ти мојот издавач веќе една година наназад ме прашуваше докаде си. И јас морав малку и бели лаги да користам. Добра сум. Но ми тешеше на главата тоа. И затоа велиш истражувам, морав да одам до Неапол да истражам, така? Да, па тука наблюдував такви луѓе, разговарав со луѓе што биле, што правеле комар, коцка, жени што се занимавале со таа професија, но тоа беше повеќе обсервација, повеќе како емпириско сознание, не можев тоа да го преточам на хартија. И кога бев на гости кај Вани, во нивниот дом, таму овој роман повторно доби тело и се врати во живот. И почнав одново да го, не само одново да го создавам, туку и обсесивно сакав да го завршам. Тоа веќе стана приказна што гореше во мене. Веќе тежи, што не е завршено. И мораше да биде искажана. Многу ти благодарам, многу ме мило што вака успешно си ја заврши оваа година. Слободанка, ти ако не прекинеш, знаеш дека можеме ние и до утре, така? Да, толку елоквентна гостинка. Толку прекрасна дама си кажав јас, енергијата веднаш ја чувствувам. А за мене е дама она што го зборувавме и претходно, со ваква природна убавена и со ваква енергија која што ја шири, плюс тоа толку елоквентна, убава и пријатна. Ви благодарам, ќе се стопам. Да. Благодарам на поканата. Тоа е оно што јас го гледам и затоа сакам и да го искоментирам и драго ми е што бевте дел од утринската програма и ние ја разубавивте на ваков начин.